Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Моето име е Ана Даскалова, работам како наставник по германски јазик во основното училиште Петар По-Парсов во Скопје. Денес заедно ќе ја изучиме новата лекција германски присвојни заменки mein, dein и sein во акузатив. Овие заменки изразуваат поседување и дефинираат што е мое, твое, негово. Тие имаат еднина и множина, се менуваат според падежите, имаат род, односно се согласуваат со именката пред која стојат. Присвојната заменка, das possessive прономен, на германски јазик може да стои сама или да застане пред именка, а потоа да има функција на член. Ајде да видиме како тоа изгледа. Тука имаме една табела, во номинатив се дадени лицата со соодветните присвојни заменки, во еднина, множина и формата за персирање. Во еднина имаме за ich, mein, за du, dein, за er, sein. Значи, овие три ни се побитни, на овие ќе се задржиме, меѓутоа да ги повториме и останатите. Sie, er, ihr, за es имаме sein, во множина за wir имаме unser, за ihr имаме euer и за sie имаме ihr. За персирање формата имаме sie, исто така ihr. Ако присвојните заменки се постават пред именка на германски, тие действуваат како член и добиваат наставки за деклинација на членовите. Сега тука имаме направено една паралела помеѓу номинатив и акузатив за определениот член и за присвојните заменки mein, dein и sein. Во номинатив за машки род der имаме mein, dein и sein присвојни заменки. За среден род имаме исто така присвојни заменки како за машкиот род mein, dein и sein. За женски род и за множина имаме die и со присвојни заменки meine, deine и seine. Во акузатив, како што гледате со црвено, има промена од der преминува во den. И присвојните заменки се meinen, deinen и seinen. За среден род останува исто како во номинативот. Das со mein, dein и sein. За женски род и за множина остануваат непроменети. За die имаме meine, deine и seine. Сега малку ќе повториме за номинативот. Номинатив се користи кај вршител на дејство или после глаголот sein. За да се открие номинативот, прашањето би било wer или кој. Имаме сега тука примери како тоа изгледа со присвојни заменки. Mein Bruder ist 19 Jahre alt. Wer ist 19 Jahre alt? Mein Bruder. Значи, mein Bruder е вршител на дејство во реченицата. Во вториот пример, du bist meine Schwester. Wer bist du? Meine Schwester се наоѓа после глаголот sein, како што можете да забележите, и бара номинатив. Акузатив се користи кога има движење или кај директен предмет. За да се открие акузативот, прашањето би било wohin, wen или was? На каде, кого или што? Имаме сега тука три примери, да видиме како тоа изгледа во реченица со присвојни заменки. Првата реченица е Ich gehe in meine Schule. Wohin gehe ich? Gehen е движење. Или глаголот gehen, што значи оди.
Во втората реченица имаме ich sehe deinen Bruder, wen sehe ich? Deinen Bruder, односно deinen Bruder ни е директен предмет и е во акузатив ставено. Во третата реченица du hast mein Buch, was hast du? Mein Buch е директен предмет во реченицата е во акузатив. Имаме сега тука вежба, што вие треба да ја решите, 7 реченици и во празните линии треба да ја напишете соодветната форма од присвојните заменки. Значи, или mein, meine, meinen, или dein, deine, deinen, или да употребите sein, seine, seinen. Ке се водите според зададеното лице во реченицата и според тоа во кој род е именката. Би ве советувала тука да го паузирате малку ова видео додека да ја препишете целата вежба и да ја решите и потоа да продолжите понатаму. Еве ни ги решенијата на задачата. Во првата реченица имаме лице ich. Со присвојна заменка mein, односно ich suche mein Handy. Зошто е mein, бидејќи е das Handy. Во втората реченица du siehst deinen Freund. Зошто е deinen, бидејќи имаме лице du дадено и Freund е der Freund во машки род. Во третата реченица fragt seine Freundin. Зошто е seine? Бидејќи е die Freundin, односно во женски род именка и имаме лице er. Во четвртата реченица ich liebe mein Kind. Зошто е mein? Бидејќи е das Kind во среден род и имаме лице ich. Во петата реченица besucht seine Eltern. Зошто е seine употребено? Бидејќи е die Eltern, односно именка во множина. И има дадено лице er. Во шестата реченица ich esse meinen Apfel. Зошто е meinen употребено? Бидејќи е der Apfel, односно во машки род именката и имаме лице ich. Во последната седмата реченица du trinkst deinen Kaffee. Зошто е употребено deinen? Бидејќи именката кафе е во машки род, односно der Kaffee и имаме дадено лице du. Das ist alles. Danke. Ви благодарам на сите за вниманието. Се гледаме повторно. Чус!